100 денови на владење на СДСМ се период на помрачување на државата, кажа на митинг во Кочани лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Помрачување од секоја смисла на зборот. Дали ќе земете од економска смисла, или ќе земете од незаконско и насилничко работење на новата власт на секаде каде ќе стигне, без внимавање, понекогаш човек да си помисли дека дури и намерно тоа го прават. Ова според Груевски било резултат на кажаните, а не исполнети ветувања. Ветува 500 евра просечна плата во Република Македонија за секој вработен. А веќе во првите 2 месеци Заводот за статистика регистрираше намалување на просечната плата и во јуни во однос на мај, и во јули во однос на јуни. На митингот, кандидатот за градоначелник од ВМРО ДПМН за Кочани, Ратко Димитровски, најави нови проекти за општината, но потсети на веќе реализираните. Кочани е еден од ретките градови кој што го реши во поголемиот дел од градот проблемот со атмосферските води. Уличното осветлување во Кочани е пример како може да се зголеми осветленоста на градот за преку 50%, а да се намала и околу 300 темни точки во градот, а потрошувачката на енергија да се намали за цели 75%. Приодите кон Кочани, Бели, Оризари, Лешки и Јастребник се веќе завршени. Кандидатите за советници од СДСМ пак дел од програмата презентираа на пресконференција. Ќе обезбедиме чиста и здрава вода за пиење и чист воздух, бидејќи тие се клучни за нашето здравје, а знаеме дека ништо не е побитно од здравјето на граѓаните. Создадовме план и проекти за зголемен капацитет и за професионална услуга на јавното комунално предпријатие, преку намалени трошоци за граѓаните. Се обврзуваме постојано и навремено да ги чистиме депониите и канавите. Ќе вложиме во колекторски системи, пречистителни станици, регионални фабрики за третман на цврст комунален отпад и во енергетски ефикасни објекти. Еден од најважните проекти ќе биде реконструкција на водоводната мрежа, бидејќи како што знаеме сите, водоводната инсталација е постара од 60 години.